Судечкиот совет при Основниот кривичен суд Скопје ги прогласи за виновни обвинетите Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев за убиствата на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски. Тие добија доживотни казни затвор, а една ослободителна пресуда доби таткото на Вања Александар Ѓорчевски. Судењето го следеше Михајло Видимниски. Михајло, повели со информациите за денешната пресуда. Така е, Тања, пред малку овде во Скопскиот кривичен суд заврши изрекувањето на пресудата за убиствата на Вања Ѓорчевска, 14-годишната и 74-годишниот Панче Жежовски, кои што се случија во ноември 2023 година. Судот ги прогласи за виновни четворица од обвинетите и им изрече доживотни казни затвор за Љупчо Палевски Палчо, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев. Додека за таткото на Вања Александар Ѓорчевски судот изрече ослободителна пресуда. Изрекувајќи ја пресудата, судијата Ивица Стефановски детално опиша во кратки црти што се случило на критичните денови 22 ноември, односно започна со 27 ноември, денот кога е грабната и убиена Вања Ѓорчевска, а потоа околу убиството на Панче Жежовски. Сите ги прогласи за виновни, освен Александар Ѓорчевски, како што кажав, за грабнувањето и убиството на Вања Ѓорчевска, ги прогласи виновни и за убиството на Панче Жежовски, но не и за грабнувањето. Како што рече, обвинителството не успеало да го докаже грабнувањето на Панче Жежовски. Во продолжение да слушнеме дел од изрекувањето на пресудата. За кривично дело убиство од член 123 став 2 точка 1 и точка 7 ВВ со член 22 од кривичниот законник и за кривичното дело убиство од член 123 став 2 точка 1 и точка 4 ВВ со член 22 од кривичниот законник, двете казниви по член 123 став 3 од КЗ на секој од обвинетите поединечно им утврдува казна до животен затвор. А со примена на правилата за одмерување на казната за дела сторени во стек, содржани во членот 44 од кривичниот законник, судот секој обвинет поединечно, и тоа обвинетиот Велибор Манев, обвинетиот Боре Видевски, обвинетиот Владко Кешишев и обвинетиот Љупчо Палевски ги осудува на единствена казна до животен затвор, бидејќи јавниот обвинител не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетите го сториле делото за кое се обвинуваат. Ставот 3. Обвинетиот Александар Ѓорчевски со лични податоци како во обвинителниот акт иземени на записник се ослободува до обвинение. Така, со изрекувањето на пресудата, веднаш потоа јавното обвинителство побара да продолжат мерките, односно притворот за четворица од обвинетите. Судот го прифати тоа, додека за Александар Ѓорчевски со оглед на тоа што е изречена и ослободителна пресуда, тој беше во домашен притвор, сепак таа мерка веќе нема да важи. Тања, како што кажавме, 4 доживотни и една ослободителна пресуда за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, пресуда денеска која што беше изречена по околу 9 месеци судење. Секако сите детали околу изрекувањето на пресудата и реакцијата на нивните адвокати во вестите во 15 часот. Михајло, ти благодарам.